Траекторијата на действувањето на Таравари на политичката мапа јасно и до максимум ги експлоатира сите можни и расположливи маневри на движење. Патешествието на кое се буди љубовта со Заев трае пократко од проектот Ало Таравари. Разделбата е тешка, но симпатиите остануваат. Заев имаше историска шанса да биде Тито во Македонија, меѓутоа не го искористи тоа. И да е така, веројатно не е. Ширум беше отворена преградката за Мицковски. Кој знае, но недоволното количество неискреност во пристапот беше осуетено, а лидерот на тогашната опозиција беше предупреден дека недоволно знае за манирите на партнерот во најава. Господинот Мицковски веројатно не го препознал господинот Таравари. Може тоа господинот Таравари тимот околу него да го гушка. Но опомената е несватена и гушкањето прераснува во неприкосновена доверба, која резултира со историска подршка за нов мандат. Надвор од клишето, прв пат за партијата, без предрасуди и отворено. Кога јас би бил гостиварец, немам никаква дилема дека иден градоначелник е Арбен Таравари, да го поддржиме доктор Арбен Таравари, сегашниот градоначелник и иден градоначелник на општина Гостивар. Победата носи сепа и желба од локалната пак да се игра на големата сцена. Новото парламентарно мнозинство е на повиду, а се подклекнува и пред предизвикот и покрај фактичкиот анимозитет. Формално се става подпис покрај оној на омрзената левица. Ја мислам дека ќе падне владата со 62, моје мислење, ќе видиме задуте. А потоа за формирање на нова влада, тек ќе видиме какви ќе бидат и услови, ќе има и преговори и евентуално дали ќе се успее да се направи. Меѓутоа ја мислам дека има добро расположение. Доброто расположение трае до дента кога обидот е неуспешен, откако телото на еден пратеник на Беса отсуствуваше од собранието, трагајќи по своето срце во Вашингтон и во Брисел. Нестрпливоста беше голема, а таа доволна по кусо време да се случи нов пресврт и трескање на вратата за актуелната љубов. За жал можам да констатирам веќе ВМРО е влезено во орото кое што го раководи левица, кое што оди напред со левица. Ние не можеме да ги вратиме, меѓутоа не можеме и себе си да се оштетуваме. Влезот во кабинетот на Ковачевски беше дочекан со толкаво воодушевување, исто како што беше и квантумот на разочарување по неговото напуштање. Ама изгледа и тогаш, како и сега, дијагнозата за докторската принципиелност и влијателност е слична. Ја не сметам дека Таравари е толку судбоносен за иднината на државата. Сепак се работи за политичар од Гостивар, кој што е успешен доктор, кој што прави своји политички калкулации и еквилибристики, меѓутоа иднината на државата не може да зависи од еден човек. И на крајот, таман кога сите помислија дека председателскиот кандидат на влени министер е конечно на вистинското место, него ни таму не го држи. Приказната продолжува. Тој го одбра својот пат. Никој никому не може да направи толкава штета како што човек може сам на себе си да си направи. Поред е да се менува плочата. Еднаш, два пати, 100 пати. Иако изгребана, таа и натаму ќе подскокнува, ама веќе ќе нема кој грамофон да ја врти.